Време за разговор со нашиот и ваш гостин, односно гостинка, господја Дафина Стојановска, народен пратеник во Законодавниот дом на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМН, член на извршниот комитет на партијата и заменик координатор на пратеничката група во ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со аудио линкот и видеолинкот. Господја Стојановска, гледаме. Добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, благодарам за поканата. Им посакувам убаво саботно утро, односно вечер на вашите слушатели од Австралија. Во Македонија е утро. Поздрав со едно македонско кафе од македонска земја. Се надевам дека ќе имаме македонски муабети. Токму така, на здравје, нека ви биде македонското кафе. Добро ви утро и од мене, господја Стојановска. Ви благодариме што прифативте поканата за денес. Навистина ни причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и тоа македонски разговор и ќе го задржиме вниманието на сите наши кои што во овие моменти не седат, меѓутоа и оние кои што не се македонци, а го почитуваат нашиот род македонски и се што има македонски корени. Точно така. Јас се надевам вашата емисија, колку што знам, ја одржувате секоја сабота, така? Да, токму така. Но во Македонија од една до следна сабота има многу работи што се случуваат, така да ви предложила што побрзо да започнеме со разговор. Имаме доста за зборување. Така. Расправата во парламентот за предложените двајца членови за Уставниот суд, Фатмир Скендер и Тања Васич, заврши. Впечатокот на македонската јавност околу изборот на уставни суди е дека се тера насила и без почитување на деловничките процедури. Кога ќе биде гласањето и дали власта го има обезбедено парламентарното мнозинство? На македонската јавност веќе е познато дека вашата пратеничка група нема да гласа. Ќе сакате ли да кажете која е причината за тоа? Точно така, ние реагиравме во рамките на нашите можности, нели, како пратеничка група од вкупно 44 пратеника заедно со нашите коалициони партнери, реагиравме на овој преседан кој што за жал го измислија, бидејќи нели претседателката на соодветната комисија по однос на ова прашање имаше една изјава која кажа дека ќе ги бараат сите можни механизми за да излезат од состојбата. Состојбата беше дека ние се пријавувавме за збор, да говориме по однос на тоа дека барем последниот кандидат особено, но не помалку замешана во криминали беше и вториот нивен прелог, а тоа е госпоѓата Татјана Васич. Имавме што да кажеме, нивто очигледно им пречеше, не знам од кои причини брза и направија по не знам кој пат веќе преседан, така што незавршена точка на дневен ред на соодветната комисија ја префрлуваат без извештај во собрание на пленарна сала и точка на која што требало да се расправа по однос на 3 кандидати, во собрание ја префрлаат со само 2 кандидати. Зошто? Затоа што расправата по третиот кандидат се уште не е завршена. Значи, преседан од невидени размери, кршење на деловник, на закон, на устав и така натаму. И еве, како што можевте да видите, изминатава недела завршија дискусиите по однос на 2 кандидати, како што тоа си го изгласа пратениците на власта. Јас се надевам и верувам дека еден ден и за ова нивно однесување ќе одговараат. Завршија дискусиите, во најголем дел говореа, се разбира, пратениците на опозицијата, имаше по некоја, јас им ги нареков штура реплика на власта, но чинот на гласање не се случи. Ете, до толку брза што чинот на гласање не се случи. Јас и не случајно на последниот мој говор кој ми беше за Тања Васич прашав, односно поставив една јавна дилема, дали случајно господинот Љубомир Јовевски го фрла во вода. И ќе му кажат дека опозицијата не сакаше, дали, прашувам дали, бидејќи зошто инаку го издвојуваат и прават преседан.
Нешто тука ми е доста сомнително, се појавија некои шпекулации во текот на неделава, но да оставиме да видиме. Инаку нашата претеничка група апсолутно нема намера да гласа да поддржи ликови како Васич и како Јовевски, особено не ваква процедура, односно би рекла ваков преседан. Така. Вие од ВМРО ДПМН пред некој ден поднесовте интерпелација за пратеничката на СДСМ Марија Георгиевска, која е и председателка на Комисијата за избор и именувања. Која беше причината за ваквиот чекор и каков резултат очекувате од интерпелацијата? Па да, поднесовме интерпелација, таа интерпелација ја најавувавме доколку колешката Марија, како што кажа, изнајде некој механизам. Нема тука изнајдење механизми, си има деловник за работа на комисиите на собранието и мора да се почитува тој деловник, но гледаме дека тој не се почитува. Кажав дека за тој еден ден ќе се одговара. Интерпелацијата е поднесена. Има повеќе причини за незиното поднесување, тие ги имаме кажано, сега да не оптеретувам јавноста, си постои член 128 во деловникот, чисто ставови велат дека секоја една комисија, матично работно тело, какво што е Комисијата за прашања на избори и именувања, која што ја води колешката Марија Георгиевска, мора да заврши конечно со донесени и усвоени заклучоци и извештај. Тој извештај го попишува председателката, но и одговара за неговата веродостојност. Од оваа 13-та седница на Комисијата за избори и именувања немаме извештај. Туку механизмот специјален на Георгиевска е испраќање на предлог до собранието. Значи, велам, таа ќе одговара и за кршење на деловник, и за кршење на устав, затоа што ова не е механизам на избор на уставни судии, па таа има наведено дека, го има наведено периодот дека бил премногу долг, па се вели оваа незината комисија, 13-та седница, започнала на 7-6. Неа ќе ја подсетам дека точката 1 е отворена на 13 мај годинава. На 13 мај годинава. Во меѓувреме променет и председател беше сегашниот градоначалник на Струмица. Значи, речиси 9-10 месеци се чекало тие меѓу себе да се договорат за нивните кандидати. И кога веќе конечно отпочна оваа точка број 1 на 13 мај, тогаш почна коректно, не можам да кажам не, како нова председателка коректно се однесуваше. И еве, ако, например, им била целта Љубомир Јовевски да го тргнат, да го издвојат од оваа точка, тие тоа може да го сторат пред 2-3 месеци, затоа што дискусијата по Васич и по Скендер завршена е пред 2-3 месеци. Ние сме заглавени, односно имаме многу пријавени за дискусија по однос на кандидатот Љубомир Јовевски. Претпоставувам на целата јавност треба да е јасно зошто. Значи, гледате, тие манипулираат, калкулираат едноставно, кај нив се уште не имаат дилема дали ќе поддржат, кога ќе ги поддржат кандидатите. И затоа јавно, еве, и преку вашава емисија ќе поставам прашање, дали го фрлаат во оган Љубомир Јовевски, и што, како што ги фрлија во оган, се сеќавате на едни така наречени Чарлиеви ангели, се сеќавате на Кацарска, им беа првиот одбранбен штит во борбата против режимот, ама за жал ние денес се наоѓаме во хибриден режим и еве вака им завршуваат оние кои што ги штитеа нивните криминали. Интерпелацијата е поднесена, се извинувам. Да. Дали некогаш ќе се спроведе, затоа што се уште чека интерпелацијата за председателката на Комисија за политички систем. Од некои вакви причини таа преде на усвојување насилно на дневен ред по однос за точката Академија за суди и јавни обвинители. Дали некогаш ќе се активира, ќе се зборува по однос на точкава, не да не е битно е, но познавајќи оваа власт можеби никогаш нема да се случи, но не е seедно да во вашиот мандат се заслужите една интерпелација, а бога ми јас би рекла дека и многу повеќе заслужува дури кривачна пријава, дури одговорност во едно време кога навистина ќе имаме правен систем во државата. Така, шефот на македонската дипломатија господинот Бујар Османи пред 2 дена ја пречека неговата колешка
шефицата на словенската дипломатија, господја Тања Фајон, со знаме на Словачка наместо со знамето на Словенија. Како ќе го прокоментирате ваквиот нов скандал на Македонското министерство за надворешни работи? Па знаете како, јас уште од самото доаѓање на оваа власт беше скандалозно. Па така продолжија и да владеат. Велам дека се неспособни, велам дека се незаинтересирани, велам дека се непрофесионални. Во текот на нивно владење се случија сгрешени знамиња, се случија сгрешени официјални соопштенија, пораки, сгрешени гости, ако се сеќавате на една гостинка во скоро кај председателот на државата, се на се би рекла дека со една кратка реченица нас ни е сгрешена власта, што побрзо си замине, толку побрзо ќе биде спасена и самата таа од следни вакви грешки, но и народот во Република Македонија. Так. Кратко, ако е доволно. Да. Во изминативе 31 година од независноста на Македонија, по втор пат се обединија власта и опозицијата. Овој пат заедно го изгласавте законот за здруженија и фондации. Дали овој закон ќе го види светлото на денот или пак ќе остане само на парче хартија, како изгласувањето на декларацијата во собранието, бидејќи до нас стигна една информација дека владата е со став дека овој нов закон не можел да има ретроактивно дејство? Ајде вака, значи, законот не мора да важи ретроактивно, за да се санкционира отворањето на вакви клубови со профашистичка ориентација. Зошто ова го велам? Затоа што дури и сегашнава регулатива, ваква каква што е, има правна основа за да ваквиве здруженија не се отвораат. За жал, сведоци бевме, последново отварање на Здруженијето Цар Борис III во Охрид, на тоа отворање имаше еден говор каде што се поддржуваше Хитлер. Што повеќе треба да се случи? Каков нов закон ни треба нас за ова да го спречиме? Затоа велам, нашиот предлог на закон за здруженија и фондации е само да ја дадеме аргумент плюс на оваа влада, која што само бара изговори за да не постапи, затоа што нели има гел од кичма, затоа што во било која друга држава ова да се случува и тоа како ќе се реагира. Кај нас имаме влада која што вели, еве и со овој предлог закон, па повторно ретерира, вели не може ретроактивно. Имаме колеблива влада која што не може ништо да превземе ако за тоа не добие изим, не знам од кого. Затоа велам, нашево предлог решение е само аргумент плюс да и се даде на оваа влада конечно да постапи. Затоа што верувајте, на ваква влада, дури да предложиме устав да се измени само за оваа намена, да се спречи, односно да се забрани отварање на вакви профашистички здруженија, мислам дека и тогаш владата ќе ретерира, односно ништо чудно да прекрши устав како што тоа го прави за многу тешки работи. Би кажала како заклучок на мојот одговор дека не е до законите, туку е до политичката волја на власта. Кратко и јасно по однос на ова прашање. Како ќе го прокоментирате повикот на шефот на македонската дипломатија, господинот Бујар Османи, за некаков нов рамковен договор за согласност на сите политички партии за европската агенда? Дали ваквиот повик всушност е еден обид за обезбедување на двотретинско мнозинство потребно за уставните измени? Знаете како, господинот министер за надворешни работи доаѓа од една групација која што кога ќе се најде во тесно, односно во безизлезна состојба, тогаш се повикува на рамковни договори. Ние многу добро знаеме какви последици Македонија трпи од рамковниот договор и што се ја доведе до еден рамковен договор, така да мислам дека и колегата Антонио Милошовски имаше едно убаво печатено интервју неделава по однос на ова прашање, доцна е за рамковен договор, особено по однос на оваа тема. Ако господинот министер за надворешни работи му е потребно
Сега, обединување требаше да се сети на тоа дека во Македонија има опозиција, има загрижени граѓани, кога договараа подпишување на вакви договори за кои што ВМРО ДПМН предупредуваше дека ќе доведат до ова. Треба да се свестат дека во Македонија има опозиција и кога ги преговараа овие последниве портокали или не знам што, тогаш не им требаше никаков ранковен договор, никого не прашаа дали треба да се прифати дека ќе се променува уставот, а многу добро знаат, барем господинот министер, дека устав се менува со 81 пратеник и сега кога тоа треба да го спроведат, затоа што тоа убедена сум дека го уветиле, бидејќи се надевам дека една членка на Европска унија е сериозна кога ова го бара, затоа што се надевам дека тоа го добила како ветување и сега кога тоа треба да го спроведат, а не можат да го спроведат без бројката наша и ќе повикаат на едно обединување насловено како мене многу ми пречи насловот ранковен договор затоа што ме потсетува на едни тешки времиња за македонскиот народ и затоа што велам на почетокот кажав посегнуваат по рамковен договор кога немаат друго решение, а имаа време да се изнајдат решение, ние им се нудевме како решение, им велевме да не брзаат по ниту еден договор, за жал избрза и сега се во таква позиција да мора, јас кажав единствен излез е да си поднесат оставка. За тоа што ќе прави идната влада, сигурно нема вакви грешки како овие сега, но еве, убедени се дека ќе владеат до 24-та, јас кажав, сакаат да владеат до 24-та, само затоа што се свесни дека никогаш после следните избори нема да освојат власт. Так. Како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски дека во Македонија имало два концепти, едниот проевропски, кој тој го предводил, и другиот антиевропски, кој го предводеле лидерот на ВМРО ДПМН господинот Христијан Мицковски и лидерот на Левица господинот Димитар Апасиев. Водат ли ваквите изјави кон градење на консензус на кој повикува високиот државен врв? Не, далеку е од консензус. Јас единствено консензус велам дека би постигнале, се извинувам, само кога ќе се договориме да одиме на предвремени избори. Сето останато е, ајде да не се изразам премногу ниско, но сметам дека ова е навредливо што го изјавува еден висок државен функционер. Мислам дека се навистина глупости, затоа што вакви невистини кога кажува еден висок државен функционер, односно премиер на влада, тоа значи дека се обид да не зборува за нешто што е многу поактуелно, а тоа се, например, сиромаштијата во државава, сметките за струја, инфлацијата, која што ни е двојно повисока од онаа во Европа, а велат дека ни се должи на европската инфлација. Значи, овде се е испревртено и затоа би рекла дека најголем европеец е токму човекот кој дава вакви изјави и неговата влада, затоа што ќе се согласите дека европски вредности не се да ја доведете државата во позиција да нема се уште започнати преговори со Европска унија, затоа што не доведе оваа иста власт до врвот на корупцијата и криминалот. Го видовме стаса во скоро време извештајот на Европската комисија по однос на напредокот на државата и затоа велам ова не се европски вредности, далеку од тоа дека тие би можеле да се само прогласат за проевропејци, а ние обратното. Одлично кажано. Така, во четвртокот на 20 октомври за прв пат во историјата градот Скопје остана без јавен превоз, но по постигнатиот договор во попладневните часови сепак се дојде до некаков договор и штрајкот беше прекинат. Причините за одење на штрајк според синдикатите и според вработените во ЈСП е доцнењето на платите. Градоначалничката на град Скопје, господја Арсовска, ја обвини ВМРО ДПМН, а истовремено порача дека штрајкувачите од ЈСП требало кривично да одговараат. Дали навистина виновникот треба да се бара кај ВМРО ДПМН како што обвинува Арсовска? Кој е виновен за ваквата состојба во која се наоѓа ЈСП? Кој на кому му должи и каков договор се постигна, но и неколку зборови за изјавата на Арсовска дека причината за штрајкот била каснењето на платите за само 5 дена. Токму таа изјава многу ми пречи за само 5 дена. Значи плата или доцни или не доцни, закон или ветува плата,
Нема тука 5 дена или 50 дена. Тоа ме потсетува на онаа изјава на Крешник Бектеши која кажа дека во Рачиново се крадело струја, ама само 10%. Става акцентот на намалениот процент, а не става акцент на кражбата, така? Значи овде акцент се става на тоа дека платата доцни, дали се 5 или 50 дена и одлуката за штрајк ја донеле работниците. И знаете, има една поговорка, вели, додека двајца се караат, третиот користи. Овде беше спротивното. Додека се префрлаа одговорностите и надлежностите меѓу централната и локалната власт, овде трпеа преку 1000 семејства во градот Скопје. А јас не би можела да речам дека нема вина ниту централна, ниту локална власт. Во време на ваква криза да се доведете во една ваква состојба, да сте градоначалник, да сте председател на ЗЕЛС, Сдружение на единици на локална самоуправа, сепак сметам дека е доста дискутабилно, а по однос на тоа дали ВМРО ДПМН е виновно за оваа ситуација, јас би ја кажала најактуелната состојба, таа дека ВМРО ДПМН не е дел од раководството на градот Скопје и дека токму решението кое што се изнајде деновиве за да нема штрајк на вработените во ЈСП е предлог на ВМРО ДПМН. Ова е пример како ВМРО ДПМН делува кога го нарекуваат конструктивно, но во погрешна конотација. Не, ВМРО ДПМН е конструктивно на ваков начин, со доказ, со дела, а тоа е само за да се спасат овие 1000 семејства. Префрлањето на топката од една на друга страна, кажав, трпат само граѓаните, односно во конкретниот случај вработените преку 1000 во јавното сообраќајно предпријатие. Господја Стојановска, ќе ве навратам повторно на Уставот и промената на Уставот. Македонија со францускиот предлог го доби новиот услов доколку сака да ги започне пристапните преговори, а тоа е промена на Уставот, зашто вие од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија рековте цврсто не. Постојат ли некаков вид на околности под кои вие сепак ќе поддржите измена на Уставот за да влезат бугарите во него како конститутивен народ? Ќе гласа ли пратеничката група за измена на Уставот? Знаете како, кај нас кажаното не или да во нашата партија коалиција, значи токму тоа. И значи за секогаш нема менување на еднаш даден одговор. И уште нешто како подкрепа на тоа наше кажано не, дека нема услов кој ќе не поколеба да го направиме спротивното, е дека ВМРО ДПМН како партија заедно со нашите коалициони партнери никогаш не действува под услов, закана или уцена. Ова менување на устав, предлогот за менување на устав е класична уцена од страна на нашиот источен сосед, но да, тоа е дозволено од ова наша власт или невласт би рекла и затоа нема такво нешто што би не поколебало да се случи и да промениме став, односно да гласаме за промена на уставот, а заради ваква класична уцена. Министерството за образование и наука не најде за сходно да обезбеди учебници за учениците во основното образование и еве веќе 2 месеци учениците учат од скрипти кои се само за еднократна употреба. Зашто Министерството потрошило повеќе од половина милиони американски долари? Дали ваквиот постапка на МОН води кон нов скандал? Зошто овие пари не се користат за долгорочен развој на образованието, туку за покривање на неспособноста на оваа влада? Многу болна тема одбирате, а нема тема што не е болна во Македонија во моментов, да, за жал. И образованието, мислам дека го тргнаа настрана. Можеби кога беше ковид пандемијата повеќе беше актуелно, нели, во однос на организација, онлайн настава и слично, но откако е завршена, како да немаме ние тема образование во држава. Во собрание нема комисија за образование, председателката на комисијата исто така се однесуваше како овие двете што заслужија интерпелација, инаку не можеме да заборавиме, како што, бидејќи јас доаѓам од здравството, не смееме да го заборавиме Филипче, не сме македонската јавност да ја заборави и да и заборави на Мила Царовска, ако не е актуелна министерка за образование. Сето ова ни се должи на неа, бидејќи таа ги воведуваше на триумфална капија реформите во образованието. 10 милиони евра заем повлече за реформи во основното образование. Дигитално образование воведе. Не, немаме дигитално. Ние немаме никакво. Ние со незините реформи сме вратени во време кога учеле нашите дедовци и баби.
дедовци и баби, да се трошат милионски суми во оваа криза, во оваа сиромаштија за еднократен материјал. Значи за скрипта, нешто што еднаш ќе се употреби и ќе се фрли. Министерот за образование сега беше изненаден од почетокот на учебната година. Овие од РЕК Битола се изненадени од тоа што струјата е поскапена. Како да ви кажам, и пандемијата ги изненади. Ако доаѓаше со време, доаѓаше пандемијата, не започна од Македонија. Од се се овие изненадени кога треба конечно да превземат нешто, да работат, затоа кажав и на почетокот, не се способни, ама не се ни заинтересирани за она за што се нафатиле да го работат, потрошија многу пари, образованието е многу горлива тема, условите како за учениците, така за вработените, никој не ги праша вработените како се снаоѓаа ниту во пандемијата, ниту пак сега во време кога треба да предаваат со скрипти наместо да бидат со електронски табли и не знам какви се уште не современи помагала. Не вратија многу назад на сите полиња, за ова еден ден мора да сносат одговорност. Од Мила Царовска и Филипче до сите нивни претходници и следбеници кои што продолжија по нивен терк. Рековте дека оваа власт го врати образованието во времето на нашите дедовци и баби, меѓутоа ми се чини дека малку ги поштедивте. Ми се чини дека тоа е уште полоше, бидејќи јас како дете се сеќавам на мојата баба која кажуваше дека во времето кога тоа одела на школа, кога почнала да учи, имало еден вид на камена табла со камчиња кои што пишувале на него, сепак нешто се снаоѓале. Овде сега немаат ништо. Ништо, јас навистина не знам како се одвива наставата, ги жалам и наставниците, но и учениците. А нели пред некој ден беше премиерот во Тетово кога им рекол дека тој ќе се залагал како беше за горди и за богати млади, горди не знам на што, на вакво образование горди или на историја во што ја менуваат, а богати на кој начин кога нивните родители ги оставаат без работа, кога има деца на родители кои што се уште немаат прво вработување. Не, тој ќе ни ги избрка младите и најмалку ќе бидат горди на едно вакво владење. За жал. Моли богати, така. Бугарскиот европратеник Џамбаски ги внесе бугарските здруженија кои се регистрирани во Македонија, а со нацистички имиња во Европскиот парламент. Џамбаски од говорницата во Европскиот парламент на европратениците им објаснуваше дека во Битола бил запален бугарски културен клуб, а кога зборуваше за оштетениот културен центар Цар Борис III во Охрид, тој Охрид го најави како стара бугарска столица. Џамбаски го нападна и новиот закон за здруженија и фондации кој беше изгласан во Македонското собрание, представувајќи го законот дека не дозволувал регистрација на организации со бугарски имиња. Како ќе ги прокоментирате овие негови изјави, особено делот каде што говореше за правото на самоопределување и за правото на здружување и организирање, при тоа заборавајќи на фактот дека токму Бугарија е таа која има изгубено 16 пресуди поради непочитување на овие вредности за кои зборуваше Џамбаски. Токму така на самиот крај можеби го дадовте дел и од одговорот кој што јас сакав да го посочам на вашето прашање од почетокот, а тоа е да му предложам на господинот европратеник токму во Европарламентот да ја начне темата зошто овие 16 пресуди на Меѓународниот суд за човекови права никогаш не се испочитувани во неговата држава и не знам зошто тој го нападна нашиот нов предлог закон, го нападнал односно и вели дека не сме дозволувале користење на бугарски имиња при отварање на културни здруженија. Дали со ова Џамбаски ги поистоветува сите имиња на бугари со фашизмот? Ние сме само против користење на имиња кои што имаат врска со фашизмот. Тие не признаваат ниту дека за време на Народно-ослободителната војна во Македонија официјално го поддржувале фашизмот, но дали ова, мене ми се отвара дилема. Зошто тој мисли дека кога ќе се спомене бугарско име, треба да асоцира на фашизам? Не, ние ги детерминираме тие две работи, но тие никогаш, па ни денес тоа не го прават и затоа дури не само критиката да биде моја насочена како осуда
за ваквото однесување на Џамбаски. Јас верувам дека тој така се однесува и затоа што од нашава страна има многу слаб опонент, но исто така голем прашалник би ставила и до Европската Унија, односно Европскиот парламент, дали конечно ова треба да го толерира и дали ова не е резултат на она што Европската Унија дозволи едно билатерално прашање неосновано да стане дел од меѓународна рамка, односно да стане услов за наш влез во Европска Унија. Со различни аршини, кон различни земји, мислам дека ова е резултатот. Како ќе ги прокоментирате последните скандалозни провокации од Џамбаски, кои ги даде пред некој ден, и тоа стоејќи пред карта на голема Бугарија, нарекувајќи ги македонците србомани, а премиерот Ковачевски машка секретарка, која ја исполнува агентата на Белград и Кремљ, повторувајќи дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Може ли неговите изјави да се третираат како територијални претензии? И тоа како може? По однос на тоа што не нарекол нас македонците за србани, би го поканила да дојде тука во Македонија и да му покажеме што сме. А по однос на тоа изјавите омаловажувањата кон премиерот Ковачевски, мислам дека на таа тема би требало да реагира прво тој, но исто така тука како одговорни за ваквото однесување на еден европратеник од наш источен сосед кој што нели според договор треба да биде добар сосед, пријател и да не поддржува, за сето вакво однесување на еден ваков европратеник треба да се повикаат на одговор или да се прашаат што имаат да кажат и Заев, и Димитров, затоа што ако сега не се на власт, не значи дека немаат одговорност, затоа што тие беа првите кои што ова прифатија да се дозволи да се спроведува, исто така нели и Ковачевски, како што напоменав, Османи, Маричич и една цела плеада под наводници за мене на луѓе кои што не доведоа во една ваква незавидна положба. По однос на навредата кон македонците, лично го поканувам Џамбаски да дојде тука и да му кажам дали сме србомани или не сме, а по однос на омаловажувањето кон премиер на една држава, кажав лично премиерот би требало да реагира, но заедно со него и останати ликови кои што потпишаа многу срамни договори. Ако формулираме една констатација за тоа кои си и какви се европјаните, верувам дека ќе се сложиме дека европјани се оние кои што си ги бранат националните интереси, кои се компатибилни со европските, а односот е заснован на европските стандарди. Дали ваквата констатација можеме да ја видиме во парламентарното мнозинство и нејзините поддржувачи и дали е зрело македонското општество за Европа со овие кои ја водат нашата држава? Не, за жал, со оваа владеачка гарнитура, односно периодот од 2016 еве до ден денес, далеку сме од тоа да сме постигнале зрелост, колку и да ги боли и колку и тоа да го опонираат нашите политички противници до 2016 и тоа како се работеше на тоа да проработи македонската свеска и македонските граѓани, мислам дека основната главна цел им беше токму тоа да го пресечат, па затоа и денес кога немаат ништо во своја одбрана да кажат, че го споменат проектот Скопје 2014, тој не само, јас одговорно тврдам, не само што носи финансиски бенефит за Скопје и Македонија, тој носи она што нив ги боли, што тие не сакаат никогаш да го прифатат, односно една од неговите цели беше тоа македонската свест за македонските корени, како што еве, вашата емисија многу ми е драго што носи таков назив. За жал, овие 6 години, може би претходно, кога започна на шарена платена револуција, целта беше таа, остана на народот да биде излажан или може би да поверува и да верува дека оваа гарнитура ќе спроведе нешто. За жал, како што споменав и претходно, од така наречен режим, сега сме во хибриден режим, сега сме во една многу незавидна положба, така сме тврдам далеку од постигнување на европски вредности, затоа што многу пати имам кажано, ние треба Европа кај нас самите да си ја спроведеме
И затоа што ние во Европа припаѓаме секако и географски, и културолошки, и економски и на било кој начин. Ние не сме, како што сега не квалификуваат само Западен Балкан и Западен Балкан е дел од Европа, но со ваква власт, со вакви корумпирани политичари кои што не оплячка во време на најголема криза, ние не можеме да кажеме дека сме блиску. Ние се оддалечивме од тоа што, како што реков, барем беше на некој ниво подигнато во време кога ВМРО ДПМН покрај тоа што спроведуваше економски реформи кои што се видливи ден денес со дел од нив се живее, туку работеше и на македонското освестување на македонците, затоа што гледате еден Џамбаски не враќа во времето кога ние овде бевме поделени, односно неделја мораше да кажеш дали си србоман или бугарофил. Никој како да не смееше во Македонија да каже дека е за Македонија. Сега таквите се трнати на маргините, за жал малцинство, но јас верувам дека и тоа еден ден ќе се смени, затоа што овие кои што велеа дека се за ЕУ, еве како што велат се уште дека се за ЕУ, во името на ЕУ тие не оплячка, во името на ЕУ тие злоупотребуваат негово знаменце во парламент и мислам дека многу јасно стана, па дури и на шарените револуционери, но и на членови кои што се многу зачарани ова актуелно СД, дека доаѓа крајот на ваквите неевропски вредности и да, треба време да се постигне повторно тоа ниво или да се воздигне уште повеќе, но само со честна работа, само со верба и само со почитување на закони. Убаво не подсетивте уште со овој одговор кога беше проектот Скопје 2014, ние уште тогаш на големите провокации кои што ги правија некој кој што му одговараше за будење на македонската свест преку нашите радиопрограми, кажувавме дека сите вие кои што не можете да го видите бенефитот од ова што се гради, ќе го видите покасно. Веруваме дека половината и повеќе од половината веќе го сваќаат дури сега сето тоа. Иначе, како ќе ја прокоментирате реакцијата на Македонското МНР за донесената декларација од страна на Општинскиот совет на општината во Благоевград, Бугарија, со која декларација се бара да се забрани обидот за отворањето на македонскиот културен клуб Никола Вапцаров со изговор дека тој бил бугарски поет. Што се крие зад постојаните бугарски провокации? Ви кажав, се крие таа неспособност од страна на нашата власт, посебно оној дел кој што е за водење на надворешна политика и на европски интеграции. Затоа ова би го квалификувала, секако да се изразнам, вистинска реакција од погрешната страна или погрешна реакција од вистинската страна, бидејќи ваква реакција требаше да има за отвореното културно здружение во Битола и во Охрид. Кај нас ние само отпосле, ако народот жестоко изреагира, па ќе објави МНР некоја протестна нота и толку. Вие се сеќавате дека Ковачевски ја покани колешката Рашела Мизрахи заедно да одат на отворање на ваквиот клуб во Благоевград. Затоа велам, ВМРО ДПМН кога нешто кажува, тоа е кажано. А тие, па за ден-два, тоа беше пракса на Заев, продолжува и универзитетскиот професор, по праксата на Заев. Значи, што кажале, тоа мора да се порекне, мора да се со докази да се поништи. И затоа велам погрешна реакција од вистинска страна или вистинска реакција од погрешна страна. Како може тие да реагираат на отворање на македонско културно здружение, тие да негираат дека има македонци од другата страна, а ние овде да молчиме и да внесуваме колку ги има со последниот попис, јако ги има толку во Република Македонија. Видовме колку ги имаше со последните избори кои што гласа од Македонија за Бугарија. Ве молам. Како може ние да молчиме на 16 пресуди на Меѓународен суд на човекови права и не само ние, зошто молчи Европа? Затоа велам со двојни аршини, тоа крајно ме провоцира, но велам за ваквата незавидна положба виновна ние само ваквата власт. Дојде така како што дојде, но владе и така како што владе, ама доаѓа и денот кога тоа ќе заврши и за сето ова ќе се одговара. Да, ќе не чини тоа многу дополнително време, но никогаш нема откажување од борбата за вистинска македонска правда.
Премиерот Ковачевски не достоја на она што го вети дека ќе го отворил македонски клуб. Меѓутоа, деновиве пристигна информација од Стојко Стојков од Бугарија дека ќе испратиле покана до премиерот Ковачевски да присуствува на отворањето кој што е закажано за 30 октомври. Па јас веќе мислам дека и тие почна да играат мајта. Заслужено, не ги обвинувам, но заслужено. Заслужено. Да. Очекувам да видам дали ќе појде, дали ќе даде некоја изјава или не знам што ќе изнедебе четвртоков. Сега ни се свикани пратеничките прашања за овој месец. Не знам дали се сеќавате, тоа е една на две одржани седници ни се лутеше на наш пратениците, сакаше да побегне, вели ако не ми се извини Крмов, ќе напуштам. Тој не знае дека тој е должен по закон да дојде на пратенички прашања, не затоа што ние опозицијата сакаме да дојде, туку мора да дојде. Затоа еве ги пратеничките прашања, па може би е добра идеја за едно прашање од оваа област да му поставиме на премиерот. Како ќе го прокоментирате досега непознатиот феномен, лидер на опозиција кој е премиер во сенка, да го кани премиерот за средба наместо премиерот да го покани лидерот на опозицијата како што е во сите демократски држави? На неколку наврати споменав, значи се во оваа држава што се случува е спротивното на што треба. Па така и овој чин. Да имате еден лидер на најголема опозиција, значи партија, опозицијата ВМРО ДПМН како партија е најголема партија во државата, поголема и од СДСМ, и како парламентарна група во собранието сме најголема партија која што е во парламентарна партија, но и плюс на сето тоа што лидерот е експерт од областа која што сега е најактуелна. И вие да не го повикате, еве да нема никаква криза во државава. Ако тие имаат трошка европски вредности, ако сака Ковачевски да се покаже како досега најнов тип на премиер кој што раководел со оваа влада, тој треба минимум еднаш месечно да има средби, тој да го повикува лидерот на опозицијата, не особено во ваква состојба каде што лидер на опозиција е енергетски експерт и лидерот на опозицијата се нуди да понуди предлог решенија за излез од оваа криза. Кажав, се е спротивно, еве ви уште еден доказ, ги има мноштво. Лидерот на опозицијата беше заобиколуван кога се преговараше за договорите за промена на името, заобиколуван пред да се потпише договорот со Бугарија, заобиколуван пред да се прифати францускиот предлог, и затоа стигна до тука докај што се, и затоа ќе се навратам, доцна за некаква форма на рамковен договор по однос на обединување за влез во Европската Унија. ВМРО ДПМН било за влез во Европската Унија кога претходниците на овие социјалдемократи се уште плачеле во Белград да се задржи Југославија, затоа нема потреба од никакво докажување, но на ваков начин да се декларирате дека сте влез во Европска Унија, а при тоа да понижувате, да распродавате, да менувате историја, да ветувате промена на устав без за тоа да сте го повикале лидерот на опозицијата на консултација, тоа се крајно неевропски вредности, и затоа кажав, ќе завршам, се е спротивно во оваа држава од она што на вистина треба да биде, и плюс сето тоа да се квалификува дека е европска вредност, далеко од тоа. Лидерот на Левица во четвртокот обелодени дека спикерот Џафери и покрај тоа што се поминати 13 дена од одбивањето на иницијативата, се уште му го нема испратено инвестувањето за одбивањето на неговата поднесена иницијатива за распишување на референдум. Како ќе го прокоментирате ваквото однесување на господинот Џафери? Дали предвидените 15 дена за корекција на поставеното референдумско прашање Џафери и парламентарното мнозинство ќе ги бројат од денот на устната изјава дека ја одбил иницијативата, со што на Левица нема да и го даде предвидениот рок од 15 дена, имајќи предвид дека Џафери многу сака да ја игра улогата на уставен судија?
Јас на стартот само да предложам, доколку ме послуша, секогаш се прави она спротивното, најдобро да не започне да брои Талат Џафери, затоа што видовме на една седница како води математиката, дури она простата, не мора да брои, но жалам што е вознесен во улогата на председател на собранието. Првата улога, односно првиот мандат му беше противуставен, ајде да речеме вториот мандат дека барем уставно во рамките на уставот се изгласа за председател. Жалам што тој се вознесува од тоа што е многу коментиран во јавноста. Но воопшто не се запрашува какви се неговите коментари. Талат Џафери е можеби главна звезда, но во негативна смисла. Да сум јас на негово место, нема да се заблагодарувам кога Дафина Стојановска ќе го предложи за уставен судија, затоа што е тоа тежок сарказам и е изблик на негативности и на тоа дека тој во собранието точно е дека изигрува уставен судија, но изигрува затоа што тоа власта му го дозволува. Затоа што во сите европски држави, демократски држави, председателот на собранието е само спикер. Кај нас председателот на собранието е автократ и тој не треба да се лути за тоа, ниту пак грешиме кога ќе споменеме автократот отворено. И едното и другото е. Тој не треба да се лути за тоа, ниту некој со тоа го понижува, а дека не сме само ние опозиционерите, тие кои што така го гледаме и го критикуваме јавно и се повеќе, зашто тој мисли дека е звезда, ама кажа во негативна смисла, доволно говори, последниот го споменав пред малку, извештај добиен од Европската комисија, особено за делот на работата на собранието. Најлош досега. Најлош досега. И тоа не се должи на опозицијата. Тоа се должи токму на оваа личност, која што еве, после вака добиената лоша оценка, замислете, вчера испратил понуда, покана официјална до координаторот на нашата пратеничка група за одржување на нова сесија на процесот Жан Моне. Замислете, после, не знам, 2-3 години се сетил господинот Џафери дека имаше еден процес Жан Моне кој што не е стасан до никаде и кој што нема да стаса до никаде се додека него го раководи една ваква самобендисана личност. Така. Како ќе ја прокоментирате одлуката на Уставниот суд за поништување на решението издадено од страна на екс-министерот за правда Бојан Маричич, кој сега е вице-премиер за евроинтеграции, со кое решение се забрануваше употреба на името Македонија во имиња на организации и правни субјекти во земјава и во странство? Дали ова не е доволна причина господинот Маричич да си поднесе морална неотповиклива оставка од функцијата вице-премиер за евроинтеграции? Само што му го слушнав името некако како да ми се здојаде. Значи, сериозно, ама ако во маката човек не се насмее, не може би да издржи. Како да ви кажам, причина за негова оставка не е една и не е само ова. Има милион. Не знам дали ја споменав кога зборувавме за интерпелацијата на колешката Георгиевска во собранието, завршија како веќе без основ, се извинувам за дискусија, интерпелациите за Маричич, кога беше министер за правда, ова нели се работи за тоа време, ова одлука на Уставниот суд, и за Љупчо Николовски. Тогаш беше министер за борба со корупција, јас го нарекував за борба за корупција, завршија. Сега се безпредмети затоа што ги сменија ресорите. Тоа е толку од оваа проевропска влада. Исти ликови ги ротира на различни места, а однесувањето им е исто или полошо, освен што се доусовршуваат во однос на тоа дека нели веќе не јадат само обично месо, туку само бифтеци, дека не срамат пред еден европратеник правејќи гримаси и не знаејќи како да одговорат на новинарско прашање, но во Македонија веќе не само новинарите, туку и сите македонски граѓани се веќе доста сензибилни, доста имаат достап до информации
и веќе им е преку глава да молчат пред било кого, па дури и пред власт која што во лице ги лаже, ги краде, ги плячка и од нив прави недостоинствени граѓани, затоа што ги осиромаши, затоа што ги остави без парче леп, па за сметка на тоа тие вака да се однесуваат. Затоа велам, ова е само една од милионите причини за оставка не само на Маричич, туку и на цела влада. Сосема одговорно тоа можам да го повикаме и од вашата емисија. Вашата пратеничка група вчера поднесе два амандмани на предлогот на законот за енергетика, но и двата ви беа одбиени. Која беше целта која што сакавте да постигнете со овие амандмани и која беше нивното објаснување за неприфаќањето на овие два амандмани? Да, ние во понеделникот во собрание не пристигна овој обемен закон за енергетика, предлог закон за негова измена, преку 200 члена, се менуваат 97 члена, тоа значи повеќе од 30% од цел закон, а ни го праќаат во скратена постапка и со европско знаменце. Изборувајте ми за европски вредности и за тоа дека некој навистина сака да не извлече од оваа криза. И сега во овој краток период, колку што во овој хаос можеме да се осврнеме само на овој закон како пратеници кои што доаѓаме од различни краишта, различни професии и слично, како пратеници кои што во исто време требавме да говориме за кандидатите за уставни судии, да кажуваме дека не се соодветните кандидати и слично. Она што барем можевме, бидејќи јасно е, тоа и македонската јавност го знае, дека кога ќе се избројат деновите, кога ќе дојде чинот на гласање, нормално дека не надгласуваат, затоа што се тие 60 и колку наспроти ние 44. И сега она што успеавме барем малку да им го подметнеме како мамка за да видиме дали намерите им се честни, беа два предлога амандмани кои што можевме единствено само комисиски да ги поднесеме, затоа што беа роковите невозможно да се постигнат во тој собраниски хаос, и колегата Антонио Милошовски побара на регулиран пазар да се стават и производителите на храна, што сметам дека е сосема логично во ова кризно време, со што нели би се регулирала и цената на производите прехранбени. И другиот амандман кој што го поднесовме комисиски беше, јас накратко го објавив на социјални мрежи за да не замарам со терминологија, во суштина беше да се регулира да не се случи она што ни се случи со господинот Ковачевски, неговиот кум или кумашин со фирмата за енергетика, односно да се спречи некој што бил премиер, бил министер за економија, вице-премиер за економски прашања или раководно лице во некоја поддружница или институција која што се бави со енергетика, после 5 години од како ќе се навршат од вршењето на оваа дејност, само после 5 години да може да отвори фирма, да биде собственик или раководител на фирма од областа на енергетиката. За жал и двата амандмани ги одбија штуро. Јас го користам овој збор затоа што мислам барем им штрчи во нивните уши. Велат овие амандмани, вашиве предлози ги има во некои членови од законите, ниту ги прочитаат членовите, ниту ги наведоа. Жалам што се тоа ни се случува, ама да ни се случува. И сега поголемата опасност следува кога овој закон ќе пројде, а верувам дека ќе пројде, и кога ќе почнат да се формираат правилници, оние подзаконски акти. Тука можат да си вовлечат и да си повлечат се што можат и сакаат, но за жал, оваа нивна негрижа, оваа нивна жилба само за да се изнајде начин да се доисплячка оваа држава не доведе во ваква состојба, па да и тие што се на власт самите не можат да се снајдат. И држава не само што ни оставија без струја, значи државава, јас навистина не знам како проаѓа ден за ден со вакви нерани мајковци и незаинтересирани за криза. И не може конечно човек кој што продуцира криза да ве извлече од истата таа криза. Тоа никогаш не се докажало. Ви кажав, за да се случи да има предвремени избори, мора за тоа да има поддршка од 61 пратеник, но исто така за да се случи да има предвремени избори, може да се случи внатре коалициски
да се распадне оваа, би рекла, селотейп коалиција, затоа што е неиздржливо. Видовте, на една страна во еден коалиционен партнер се појави пожар, на друга страна имаат вода, на трета страна имаат оставка од нивни министерот, коалицијата, па за да го задржат, бидејќи не ветиле и уставни измени, ќе му понудат амбасадорско место, значи на едно место крпат, на друго место им се кине, така да јас очекувам да предвремени парламентарни избори се случат заради нивниот внатрешен распад. А тоа е го Стојановска, ке сакате ли да одговорите на едно прашање од наш гледач кој што не следи? Јас ќе го поставам, ако сакате одговорете, ако не, ама ми се чини дека треба да го одговорите. Браво за пратеничката Ана, ама ова што го зборува сега, дали ќе го зборува исто тоа ако дојдат на власт и дали ќе ги гонат овие од власта за корупција? Знаете како, кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт, мене многу ми пречи, знаете, кога ќе излезе некој си извештај, например, антикорупцијска или па можеби и ние од позиција некој, која ќе речеме, мислете, во тоа и тоа, се извинувам, во тоа и тоа време, никој од власта не одговарал, како да е нормално секој од власта да одговара. Разбирате, тоа ние го прифативме дека е нормално. И затоа одговорно тврдам, јас не можам во ниеден случај да бидам министер за правда или било каков министер за не знам што, меѓутоа од позиција еве на пратеник или утре и да не бидам пратеник, од позиција на лојален граѓанин на оваа држава, кој што во еден период од своето работење искрено се залагал за конечно владење на правда, не за да се гонат оние што биле власт, туку да се гонат сите кои што погрешиле пред законите, без разлика кои и да се. Ова го има кажано и председателот на мојата партија, поради што меѓу останатите причини, јас сум негова, како да кажам, соработничка, сум членка на извршниот комитет, ништо од ова и да не бидам утре, кажав, да бидам само Дафина Стојановска, јас истото ќе го говорам, без ни трошка срам, ниту да ги сменам ставовите, затоа што гледаме дека вака не бива, дека Македонија е до овој степен стасана заради наназад сите 30 години. Затоа што кај нас, како велат, да дојдам на власт, нешто да искористам, па после што сака нека биде. Па сега бидува тоа што сака нека биде. Поука за сите нас. И велам и ВМРО ДПМН да дојде на власт, а ќе дојде, убедена сум, затоа што не може оваа гарнитура повторно да победи, мора памет во глава да има за сите овие наназад претходни искуства кои што сме ги доживеале. Убаво кажано. Надевам дека добар одговор е, дека е задоволен. Владимир ќе би задоволен одговор. Господја Стојановска, чест и задоволство беше и оваа ваше учество во Македонски корени. Ви благодариме, ви посакуваме да си имате убав викенд. Се најдобро, пријатно до слушање и секако скоро довидување овде на Македонски корени. Ви благодарам и јас многу. Останете во добро здравје, се надевам до следна прилика ќе имаме барем за нешто убаво да говориме. Нека биде тоа некоја убава вест за сите кои што не следат. Ево и на крајот уште, ако малку порано, ми се чини дека утре партијата слави. Среќен празник. Нека е среќен, да. На сите членови на ВМРО ДПМН и симпатизерите на оваа партија и уште долги години да останувате на браникот на Македонија. Ова е празник кој што треба да го слават сите кои што се македонци, кои што ја почитуваат Македонија, за жал не само членовите на ВМРО ДПМН. Тоа е тоа што недостасува за да бидеме со вистински европски принципи, државјани и членки на Европска Унија. Инаку, да причекавме со песна на Бафтировски, знаеме дека ви е еден од поомилените интерпретатори, митоа и ќе ве испратиме со песна од Бафтировски, насловот на песната е Заветна. Поздрав до вас и до сите оние кои што најубавата, ви благодарам. Останете во добро здравје. Поздрав, пријатно.